Некогаш брендот во патничкиот превоз во источниот дел на државата Атом во текот на минатата и оваа година бележи драстичен пад во превозот, што се одразува негативно во вкупното работење. Сега приватната фирма Автоатом директно ги чувствува последиците од намалувањето на бројот на патниците во автобускиот превоз, како во меѓуградскиот, така и во локалниот сообраќај. Само во овој јануари, во споредба со декември, овој превозник регистрирал за 20.000 патници помалку. Тренд на намалување е одавна, од повеќе години уназад. Меѓутоа, последните месеци тоа како е да е екстремно зголема. Само како податок драстично има намалување на патниците од декември 2019 со јануари 2020. Инаку во бројки имаме податоци, секој месец и година во бројки доаѓа 19.230 патници да сме превезеле јануари 2020 од декември 2019. Сега на што се должи, факт е дека тука има повеќе фактори. Најглавниот е дивите таксисти се презема работата, иселувањето и имате таму со тие Facebook групите кај што се нудат услуги многу побрзи до местото на патникот до местото каде што сака да стигне. Значи имаме нелојална конкуренција со два збора, што многу ни смета. Нешто локалната самоуправа покушава, гледам, да нешто прави, меѓутоа колку успева, не знам. Каква е споредбата со другите превозници, не знам, меѓутоа кај нас е драстично. Патниците пак кој денеска ги се текнавме на автобуската станица и на паркинг просторот на таксистите велат. Да, секојдневно за пат на школа или до дома. Па не е се сјајно, ама добро е. Па школската карта ми е платена и превозот ми е бесплатен. Па гледај, ја ретко патувам, али обично со автобус. Па чат пат користам. Добра е цената, до сега е добра. И задоволни сте, така? Задоволни сме, сега е убаво. А се натам како ќе биде, не знам. Поретко да речем. Поретко користам. Па задоволен сум. И од цените на... Да, и од цената на билетот. Добро е. Побег со градскиот. Ни. Како цените ефтини? Цените се ефтини, без за ово време одговарат. Меѓу причините за негативните тенденции, познавачите на состојбите во оваа сфера ги истакнуваат дотрајните возни паркови на автопревозниците, работењето на дивите таксисти, како и организирањето преку социјалните мрежи за заеднички превоз меѓу градовите. Податоците на Државниот завод за статистика велат дека меѓуградскиот превоз последниве години изгубил дури 10 милиони патници, а само минатата година биле превезени 2 милиони патници помалку во споредба со 2018 година. Пат има и во меѓународниот автобуски превоз. А статистиката покажува дека со автобус во странство лани патувале само 644.000 патници. Меѓутоа никој не го знае бројот на диво превезени патници во Италија, Германија, Швајцарија и другите земји, главно со комбиња, коли или автобуси.